25 години борба за поправеден детски свет. По повод овој јубилеј, Детската амбасада Меѓаши направи документарен филм за сите нивни досегашни активности. На оваа тема гостин во студиото на телевизија Нова е Јана Зенговска. Добре дојде, Јана. Утро и добро ве најдов. Со кои настани ќе се одбележи овој јубилеј? Така, на 29 април првата Детска амбасада Меѓаши е роден ден и слави 25 години. Од започнувајќи цела оваа недела имаме активности, пресконференции кои што ги обележуваат сите значајни настани за прва Детска амбасада Меѓаши. Вчера вечер со почеток во 19 часот во Драмскиот театар во Скопје беа поканети повеќе од 250-300 активисти, луѓе кои што сите овие 25 години активно учествувале во работата на Детската амбасада Меѓаши и како мало внимание им беа дадени плакети, трофеи и благодарници до сите институции и поединци кои што ја помагаат и ја поддржуваат работата на првата Детска амбасада во светот Меѓаши. Тоа беше официјалниот настан, да речеме, вчера вечер што се случи. Денеска веќе имаме пресконференција во однос на програмата за мировно образование и ран детски развој, која што е прифатена од владата на Република Македонија како важна програма која што ќе се применува во градинките на територија на Република Македонија. А вие како психологка и директно имате можност да се запознаете со природата на проблемите со кои се соочуваат децата, кои се најчесто проблемите со кои се соочуваат? Децата најчесто се соочуваат првенствено последните години со прекршување на нивните права во текот на бракоразводни постапки, поточно правото на видување со родителот на кој што не е доделено старателството. Децата во Република Македонија се уште за жал се соочуваат со насилство и дискриминација. И тоа што е актуелно е сиромаштијата која што генерално не се случува и не се повторува како проблем. И сметам дека би требало многу посериозно да сите заеднички граѓани да преземеме активности во однос на насока на заштита на оваа ранлива категорија на деца. Што направи Меѓаши како прва детска амбасада во светот со седиште во Скопје, нели зборуваме, изминативе 25 години за подобрување на животот на децата во Македонија и кои се приоритетите за воиднина? Меѓаши е првенствено детска и мировна организација. Нашите приоритети се заштита на правата на децата секогаш кога се јави одреден проблем. Првата Детска амбасада Меѓаши го направи иницијатива за зголемување на казните на сторителите на сексуална злоупотреба на децата. Тоа ни е актуелно и ни е приоритет. Спроведуваме активности во сите оние подрачја каде што децата се жртви на војна или на било каков терор. Спроведуваме активности во однос на програми за мировно образование. Имаме дневен центар за деца кои што се не беа вклучени во редовен образовен процес и тие веќе се вклучени во редовниот образовен процес. Тоа се социјално ранлива категорија на деца. Информациите кои што ги добиваме преку нашиот СС телефон 0801 22 22 ги користиме како индикатори за да можеме да апелираме до јавноста, до владата, до сите оние релевантни институции за кои се актуелните проблеми во моментот со кои што се соочуваат децата и на таков начин градиме заеднички политики, слушајќи го гласот на децата за да можеме да преземеме одредени активности. Секако сите овие активности не ги се прават сами. Сите овие активности се благодарение на заедничка соработка со сите граѓани и со релевантните институции. Јас се надевам дека и во иднина првата Детска амбасада во светот Меѓаши со претставништво во Скопје ќе бидат поборници за детските права и секогаш ќе бидете на страната на децата. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Продолжувам.